Добро вечер, почитувани гледачи, јас сум Драган Милосављевиќ, време за емисијата Заспи ако можеш. Вечерва колегата Горан Мировски ќе се приклучи преку апликацијата Zoom, очекувам во секој момент да се вклучи. Искрено имаше контакт, меѓутоа зошто се уште не го гледам, не знам, но верувам дека ќе го добиеме наскоро. Вечерва имаме наистина многу интересно друштво, колегите Александар Србиновски, добра вечер, и Сеат Ризвановиќ. Се работи за двајца познати новинари кои што во своите, веќе може слободно се каже, долги кариери, главно се занимаваат со меѓународни односи, меѓународна политика и од таа смисла вечерва ќе се обидеме да одговориме на повеќе прашања поврзани со кризата која што пред се однесува на релација Русија и Украина, Русија против целиот западен свет, ако сакате, и последиците, консеквенциите за Европа воопшто. Некој има речено дека понекогаш цели години во светот ништо не се случува, потоа во само неколку дена или во неколку недели се компресираат практично неколку децении. Ова вистина сметам дека е многу точна за времето во кое што ние живееме. Значи, токму во овој период се менува светот и тоа забрзано. Веројатно на полошо, американскиот председател Џозеф Бајден денеска или вчера, не ме земајте за збор, рече дека светот е на пресвртница која што се случува на секој 6 до 8 генерации, и кога тоа го кажува првиот човек да најмогната држава во светот, секако треба да го земеме тоа на вистина како една сериозна работа. Во овој момент добиваме и конекција со колегата Горан Момировски. Горан, се надевам дека те слушаме, те гледаме веќе, да. Здраво на тебе, не знам... Се слушаме, добро вечер на сите. Тема за која што јас и колегата Ризвановиќ разговараме пред 2 недели на Канал 5. Многу добри критики имаше тогаш од голем број на луѓе, и за колегата Ризвановиќ и за мене, а мислам дека и колегата Србиновски, кој што интензивно ги следи настаните во Украина и околу Украина глобално се разбира, мислам дека дадеме, или барем ќе поставиме соодветни прашања врз основа на кои што и самите наши гледачи можеби ќе дојдат до собствени одговори на темата за која што ќе зборуваме вечерва. Да, но претходно со оглед на фактот дека денеска е ден на слободата на медиумите, а ние сме сите во ова студио и Горан се разбира новинари. Горан, толку долго си новинар што дури ми е и незгодно да те прашам колку време е тоа. Еве да почнеме од сеат. Слободата на медиумите во Македонија денеска, во овој момент, ваква каква што е, може да го пројде барем формалното чувство дека е на пристојно ниво? Па тоа е, Драган, доста комплексно прашање што подразбираме под слобода, има многу фактори. Еве да почнеме од оние назнаки што ги имаме како податоци, како индикатори, тоа е да речеме ова на Репортери без граници на новото рангирање, каде што Македонија доста напредува од последното, значи 40 на места ми се чини беше од прилика. Значи тоа покажува дека има напредок кој е евидентиран. Очигледно е дека има многу проблеми, има многу аномалии. Тие проблеми се, јас да речам, можеби истите кои што од секогаш постојат, но мислам дека постои една атмосфера која е доста порелаксирана, да речеме, од порано за работа во медиумите, барем јас така чувствувам генерално, и мислам дека за сега постои некое за новинарите сега кога зборуваме за слобода во начинот на изразување, во начинот на известување, за тоа што смееш да кажеш, а што не смееш да кажеш, на кого смееш да му се јавиш, на кого не смееш, мислам дека постои едно пристојно ниво на слобода во тој поглед. Да. Александар, ти работиш во странски медиуми главно, работеш и за наши, меѓутоа сега работиш и тоа за прилично еминентни медиуми во светот. Една кратка паралела, ако е возможно, не мислам тука за стандардот, се подразбира дека особено на запад платите се прилично драстично поголеми отколку кај нас, меѓутоа чисто како една паралела во условите во македонските медиуми тие надвор. А ја би рекол, во многу работи веќе се сложам со колегата во смисла кога се прави некој си одсликување на состојбите кај нас. Честа на професијата, горе-доле, бидејќи ја во најголем дел од својата кариера имам работено за европски и за медиуми од САД, честа во професијата е на исклучително високо ниво, финансискиот прилив е
посолиден него тој во Македонија, меѓутоа динамиката и темпото на работа во многу нешта се разликуваат. Овогодишен јубилеј, ја повеќе би го поизедначил со еден факт дека ризикот на професијата на колегите новинари на сите нас е подеднакво ист, без разлика дали работиме за домашни странски медиуми, сеедно за светски организации. Тоа најмногу се покажа за време на пандемијата, а еве и сега со состојбите во Украина, каде што во овој тромесечен период, скоро неполни 3 месеци од како е започнат конфликтот, како и да се нарече, меѓу Русија и Украина, веќе неколку наши колеги го изгубија животот. Што дописници, што веќе на своето работно место. Тој дел, верувам дека оваа година треба да биде приоритет за сите меѓународни новински здруженија, новинарски организации и синдикати да го истакнат како проблем за воиднина, барем да не се најдеме во состојба каде што новинарскиот живот ќе биде така лесно одземен во време на конфликтите, без разлика кој со кого војува во кој дел на планетата. Да. Горан, би да замолил тебе за еден краток коментар околу ова, па да продолжиме со она што ни е главната тема вечерва. Драган, преска ме праша, јас веќе 31 година во новинарството, далечна 91 година, и ќе се согласам доколку збориме за бројки, дека 33 места понапред на ранг листа на Репортери без граници е солидна бројка и тука немаме што да кажеме. Меѓутоа, тргнувајќи по народната што удари по туѓ самар не болат, така и ги разбираме нашите колеги, не само нашите гости, туку и другите колеги од Сдруженијето на новинари на Македонија, од другите организации новинарски, кога не разбираат, не сакам да се жалам се во емисија, меѓутоа денеска го прочитав обраќањето на председател Пендаровски, кој што се грижи на некој начин во постот на Facebook. Од друга страна, првиот човек на државата беше тој кој што јавно изјави дека бил информиран од Агенцијата за разузнавање, која што го убедила дека има кривични дела за време на поднесувањето на кривичните пријави против мене и тебе, знаеш, да не повторувам, 27 години за 3 кривични пријави, така натаму. Тој што некој работи кажа таму дека ќе не помилува, што е малку вака нејасно за луѓето, меѓутоа ќе го оставиме за друга прилика. Сакам да кажам, бројката на ранг листите е едно, а реалноста понекогаш е многу поинакво. Јас не можам да разберам која е таа нова методологија, се уште за жал не успев да прочитам. Ја долги години учествував во градењето на оценките за состојбата во медиумите и преку ИРЕКС, Репортери без граници, така натаму, различни меѓународни организации. Македонија да биде подобра од Грција, според мене нешто е чудно. Грција може да е ваква држава, таква држава, меѓутоа Грција е демократска држава каде што медиумите се најмалку 3 скалила пред нас. И затоа сето ова што се случува денеска, 30 места, нова методологија, ќе оставам да видам, да анализирам за што се работи. Инаку јасно е дека секогаш постојат медиуми кои се критички настроени кон власта и тие секогаш страдаат, не само во оваа влада и претходните влади, секогаш било така. На нас останува да не се жалиме многу, да работиме тоа што го имаме како работа, да се соочуваме со тужби, со притисоци, ако тужби, да бидем искрени, јас и ти во емисијата, па и Алфа генерално мислам дека нема, што покажува дека не ги кршиме новинарските стандарди, но еве да не збориме многу за нас, се надевам дека ќе дојдат подобри времења за сите во било кои влади во иднина. Да. Тоа е околу слободата или неслободата на медиумите во Македонија. Сега се префрламе на она што рековме дека е наша круцијална задача вечерва. Значи, чисто еве како информација за тие што не знаат, токму ова ноќ, ова вечер која што се уште трае, почна масовни напади на руските ракетни системи, на Искендери, Оникси и така натаму врз повеќе градови во Украина, во Дневнопетровск, во Одеса, во Николаев, во Лвов, дури и во така нареченото Заткарпатие, тоа е нели планинска област на границата меѓу Украина и Унгарија и Словачка отприлика. За прв пат падна ракети, војната се води, би рекол, со страшно засилено темпо. Тоа што русите го нарекуваат втора фаза од специјалната операција е на терен, иако во овој момент се чини дека украинската одбрана добро се држи со оглед на фактот дека се уште нема некој суштински напредок на руската армија. Се разбира, ние овде не сме експерти за војна како професија, за како функционираат правилата на игра во војниот сектор, меѓутоа можеме да го изанализираме од аспект на политиките кои што ќе произлезат од целата работа. Русија во овој момент се чини дека војува со
Украина на терен, меѓутоа војува во една необјавена војна со целиот западен свет. Дури недојаве прочитав една изјава, мислам дека беше на еден германски експерт кој што вели дека првата светска хибридна војна е во тек. Тоа значи дека сите земји се вклучени во војната преку економија, преку не знам, медиуми, преку пари, финансиски, филозофски, како сакате, преку идеологија. Значи во овој момент имаме прва хибридна светска војна. Согласувате? Да, Драган, тоа е апсолутно така, но мислам дека тоа не е ни толку скриено, нити толку, значи, мислам дека тој судар е прилично директен. Тој не е директен воен судар помеѓу Западот и Русија, помеѓу НАТО и Русија, помеѓу Соединетите американски држави и Русија, но тие отворено се спротестуваат на тоа што Русија го прави и тие активно учествуваат во одбраната на Украина преку праќање на оружје за Украина. Тоа се прави отворено, транспарентно, значи никој тоа не го не крие. Сите санкции кои се наметнати против Русија исто така имаат со цел да ја ослабат руската војна машинерија во основа, тоа е целта на тие санкции, и Западот директно влезе во судир со Русија поради руската инвазија на Украина. Бидејќи види трета хибридна војна, да речеме, да, руската инвазија на Украина е настан без преседан после Втората светска војна. Тоа е директно нарушување на безбедностната архитектура воспоставена после Втората светска војна на тлото на Европа. Значи, прва агресија на една суверена држава врз друга. Значи, да не ги сметаме граѓанските војни на просторите на бивша Југославија, каде што сега се спори, каде што Хрватска тврди дека Србија извршила агресија, но тоа се веќе тврдења кои произлегуваат од низа на тие таму специфични моменти кога биле тие држави, или еве ќе зборуваме и за Молдавија, и таму имало воен судир. Сепак се работеше за распад на Југославија и во самиот тој распад друга е состојбата. Но тука имаме една прилично јасна години подоцна. Имаме прилично јасна ситуација каде што една суверена држава напаѓа друга директно, најдиректно. Значи, тоа е нарушување на безбедносната архитектура воспоставена после Втората светска војна, и тоа е јасно, без разлика на причините поради кои се прави, за кои ќе зборуваме, верувам, но тоа е. И сега може Русија тоа да го нарекува како сака. Дали е специјална војна операција, дали е интервенција, може да каже и дека е хуманитарна операција на крајот на криштата, но тоа е директна агресија. И јас не знам на кој друг начин би можел Западот да реагира на таков чекор. Да. Во германскиот Бундестаг денеска имаше, Горан ќе ме поправи ако случајно сгрешам, денеска имаше една дебата во која што беше речено дека фактот дека Германија и помага на Украина со оружје, со германско оружје, со обука на специјални сили, со обука за ново оружје, и особено што во базата Рамштајн американската армија ги обучува украинските специјалци или како и да се тие што треба да ракуваат со современо оружје, би можело да се свати како на некој начин влезна Германија во војната. Па, јас се согласувам, но за разлика од мојот колега сакам да направам само една мала паралела каде што поради употребата на меѓународното право и кривичните прогони пост овој конфликт, не би го користел се уште терминот војна, иако станува збор за воена агресија. Русите, претпоставуваме, тенденциозно ја употребуваат таа тематика, бидејќи консеквенциите на меѓународните судови се различни. Поентата е, во моментот имаме хибриден конфликт, нашата држава во состав на НАТО и многу европски држави ја поддржуваат Украина во одбрана на нејзиниот територијален интегритет. Да, Германија е во составен дел на поддршката, во смисла и на економска поддршка. До сега, чинам, ако не се лажам, на 2 пати веќе испрати одредени количини на финансии на помош за украинската влада, но директно не се вмешани во конфликтот. Сепак, Русија напомена, тоест председател Владимир Путин, дури во неговото обраќање кога практично најавија нивна воена операција, е дека секоја онаа држава која што ќе биде надвор од рамките на кои што функционира НАТО и ќе се инволвира во конфликтот во Украина е легитимна цел за Русија. Предпоставувам, ние сме сега во едно предворје на уште поголемо вжештување на конфликтот, бидејќи
веќе направив неколку интервјуа за актуелните состојби. Се уште не се објавени анализите и од руски, и од украински, и од американски наши колеги новинари и познавачи на безбедносните состојби. Јас верувам дека постои голем ризик на употреба на оружја, можеби не со нуклеарен потенцијал, него со потенцијал на масовно уништување. Предпоставам и верувам. Зборуваме за хемиско оружје, биолошко оружје или за овие мини нуклеарни бомби што ги нарекуваат? Па во воената операција што се случуваше на Балканот насочена против тогашна Србија и Црна Гора се користеа бомби со осиромашен уран, да. Предпоставувам дека јас не сум воен експерт, но предпоставувам дека постои можност нивниот потенцијал за нуклеарни оружја ставен на готовност, така да сосема е логично да стравуваме дека доколку конфликтот се развива во некои несакани димензии, свирепоста на руската армија може да се осети на украинска територија. Не верувам дека конфликтот ќе се префрли надвор од тие граници, меѓутоа конвои за директно влегување на странска војска во Украина, барем според она како што стојат најавите на терен, бидејќи ги следам, иако малце во вака отежнати околности и практично пропагандата, но и медиумите од руската страна, од другата страна на конфликтот, тие се погласни во тврдењата. Ја верувам дека има големо ниво на ризик, дека такви оружја ќе се употребат. Затоа и Германија, впрочем и САД, но и многу европски држави како Чешка, како Словачка или балтичките држави опремата и ја предаваат на нивна територија со ризик на украинската војска сами да се ја внесе. Сама да се ги внесе, да. Горан, бидејќи си често пати во Германија, веројатно интересно за гледачите, каква е атмосферата во Берлин, каде што ти најчесто се наоѓаш дали приватно, германското општество се наоѓа во некаква воена психоза, како што имаме представа дека се наоѓа со оглед на бурните реакции од германска страна на ова што се случува во Украина, или сепак се сведува на тоа дека нема доволно масло во продавниците? Да, примерот со маслото е добар пример за неков вид на притисок од војната во Украина, меѓутоа тоа што последен пат може да го забележам во Берлин, кога бев таму, е дека всушност животот се одвива нормално. Да, имаше недостаток на зетин, масло нели за јадење, кое што дојде до некаде 4-5 евра. Меѓутоа, знаете како, има низа други параметри кои што можат да дефинираат дека во една држава има психоза. Немате нарушување на банкарските текови. Да, имате сериозен проблем за голем дел од бизнисите, особено во Источна Германија, кои што традиционално се врзани со пазарот во Русија, и тука имате сериозен проблем. И Германија е сепак сериозна држава која што може да го издржи тој притисок, и тоа што го имам како информација на секојдневно, нели, и тоа што го гледав е дека нема војна психоза. Сакав само ако можам да дополнам за тоа што претходно зборува нашите колеги, Русија досега не објави војна на Украина, што, нели, сите разбираме зашто, затоа што се работи за обврските што ќе дојдат по крајот на овој конфликт кој што еден ден ќе мора да заврши. Иако меѓународното право јасно дава до знаење дека агресорот, во овој случај Русија, на крајот ќе треба да плати, сепак необјавувањето на војна ќе даде можност на официјална Москва барем формално правно да се брани дека не се работело за окупација, особено што таа ги смета, нели, двата руски региони, Крим, па и други територии за некаква своја територија, нели, не зборуваат за окупација, зборуваат за ослободување. Меѓутоа има многу други прашања на кои што допрва ќе треба да одговори тој нов безбедносен систем за кој што зборуваше и Сеат на почетокот. Дефинитивно војната во Украина, велам, еден ден ќе заврши, меѓутоа светот, особено западните сојузници на Македонија, ќе мора да се соочат со новата реалност. Јас искрено не верувам дека Русија ќе падне на колена, тоа го слушавме цело време, дека веќе немаат ни барут за бомбите, дека ќе прекине нели снабдувањето на руската војска. Очигледно е дека Русија се подготвила добро во овие последни 8 години и има капацитет за долготрајно војување, кое што ќе донесе нови илјадници, десетици илјади жртви, милиони раселени луѓе.
Повторно велам, за мене централно прашање е дали Западот е подготвен да се соочи со една ваква трагедија уште 10, 12 месеци, 2, 3, 5 години. Една од работите која што сакав како провокација да кажам овде е неединството на Западот. Имено пред 3 дена имаше објава, ми се чини дека британскиот вестник Економист ја пренесе од една организација за истражувачка новинарска организација која што објавува дека во последните 8 години десетина земји членки на Европската Унија го кршеле ембаргото кое што Европската Унија го поставила уште во 2014 година со окупацијата на Крим од страна на Русија. Водечки во меѓу овие земји членки кои што го кршеле ембаргото се Германија и Франција со над 230 милиони евра. Тоа оружје кое што било продавано на Русија, меѓу другите и од Бугарија, сега се користи на огромен број локации во Украина. И тука сега настанува забуната зошто кога Западот веќе знаел дека вакво сценарио е можно, 8 години продавал оружје на Москва. Навистина би сакал да го знам овој одговор, за да можам и јас, па и вие претпоставувам да можеме да анализираме како функционира Западот, како функционира Русија и до каде ќе не однесе овој конфликт на повеќе поли. Да. Овдека е, можеби како дополнение на прашањето, кога започна војната во Украина, првата реакција на Западот беше здружена, дури излезе една информација нели дека руската операција во Украина практично направи услуга на САД затоа што ја зближи НАТО како што не била последниве децени, исто така и Европската Унија која што има своји дели внатрешни кризи, значи демократскиот свет се сплоти, таква беше првиот впечаток да речеме од целата работа и тоа се уште во мејнстрим медиумите барем функционира како такво. Меѓутоа објективно е дека не знам една Унгарија често пати се противи на ембаргото за руска нафта, за руски газ и така натаму. Една Словачка која што иако е силно изразито расположена против Русија, сепак вели ние не можеме да преживееме без рускиот газ. Денеска, на пример, хрватскиот претседател Зоран Милановиќ излегува со изјава ние ќе ја стопираме влезот на Финска во НАТО, односно ќе ставиме вето ако не се решат некои проблеми што ние ги имаме во Босна и Херцеговина, хрватскиот народ е таму неправдан и така натаму. Значи, постои еден впечаток дека позади таа прва слика на заедништво, на солидарност, во позадина се крчкаат и некои други работи. Некаков расцеп, можеби не директен, нема претпоставувам сад тоа да го дозволи Германија, меѓутоа нешто во позадината не е како што треба. Да, Драган, светот го движат интереси, знаеме ние тоа, но отприлика тие овие примери што ги кажа, тоа се единствените примери во тоа да речеме неединство на Западот. Уствари само еден пример во тоа е Унгарија, која што одбива да испорачува оружје на Украина како земја членка на НАТО, одбива преку нејзина територија да се испорачува оружје, но во една Унгарија Виктор Орбан ги подпиша санкциите против Русија, кои ги воведе Европската Унија, а можеше да направи вето на тоа. Зоран Милановиќ не би го коментирал, мислам дека со неговите последни изјави веќе прераснува од сериозен политичар во политички шарлатан. Значи, не само за ова е последна. Тама има низа, веќе и речникот му е таков, вокабуларот, веќе во Хрватска премногу се реагира на тоа како се изразува човекот. Очигледно е дека отиде во сосема некоја друга Денеска крајност. обвини владата на Хрватска за велепредавство. Да, тој вели секој што ќе гласа за ова е велепредавник, кој ќе гласа за прием на Финска и Шведска во НАТО, значи небулози тешки, значи не знам што да кажам за него. На вистина се некоја чудна симптоматологија. Што се однесува до Словачка и за гасот, да, така и во Германија и во сите земји кои се зависни од рускиот газ, но Словачка на пример испорача С-300 систем на Украина за нивниот во замена за американски нови види, системи. знаеш како, ова што го направи Русија де факто да го хомогенизира Западот. Значи тоа се работи за 30 земји членки само на Европската Унија, која секој има различна политика, различни специфики, различни интереси кои се сплотија невидено во поддршката на Украина и против руската агресија. Се да не зборам низ целиот свет, значи од земји како што се Јапонија, од земји од Африка, од Јужна Америка и така натаму. Па видете само за гласањето во Обединетите нации кога беше осуда на руската агресија, значи само 5 земји беа против,
дури едни Индија и Кина беа воздржани, не? Значи не гласаа против. Значи едноставно многу е ситуацијата тука јасна во поглед на самата агресија, во поглед на самиот чин агресија навистина црно-бела, не е сива. Сиви се околностите кои доведоа до овој момент. Но кога дојде веќе до ова, веќе нема тука што да се зборува, што направила Украина, што направил Зеленски, дали го предизвикале, дали не го предизвикале Путин. Он изврши, една земја изврши агресија на друга суверена земја без разлика на причините кои довеле до тоа. Инаку треба да го гледаме ауткамот од работите, она што ти го кажа на почетокот за НАТО. Па Доналд Трамп, кој цело време играше топло ладно со НАТО, значи од изјави дека НАТО не треба да постои, па до тоа дека земите членки на НАТО треба да плаќаат повеќе за одбрана, не Да треба си ја платат својата да си ја безбедност, платат да. својата безбедност, не треба ние како американци да им ја плаќаме. 4 години Доналд Трамп се караше со Ангела Меркел за тоа прашање. Значи за тоа прашање германците не сакаат да дадат повеќе пари за НАТО, не сакаат да го дигнат процентот на тие 2% 2% на BDP, што се потребни од БДП за одбрана, не сака едноставно. Значи тоа дојде до некакви навреди, нели, и со Макрон исто беше истиот. Видете, третиот ден од руската инвазија на Украина, Олаф Шолц го кажа тоа. Значи ќе ги постигнат тие декларирани 2% и најави 100 милиарди за одбрана за Германија. Сите земји на членки на НАТО го подигнаа војниот буџет. Финска и Шведска, кои се традиционално неутрални земји, влегуваат во НАТО. Сакаат да влезат. И внимавајте, најголем проблем е за Финска. Тука е најголем проблем за Финска. Финска е многу специфична земја. Финска е земја која била член на која била составен дел од Руската империја. Тачно, да. Тоа е била руска територија некојаш. Стекнала независност. Финска не е случајно после Втората светска војна останува неутрална земја. Значи Финска, Австрија, тие некои земји кои се на пресекот помеѓу истокот и западот. Тие не се случајно неутрални. Финска е неутрална земја со меѓународен договор склучен после Втората светска војна помеѓу СССР тогаш и западните земји. Значи финската неутралност била вткаена во закон, во финскиот устав. И внимавајте, после и они тоа и по распадот на СССР остануваат на тој став. Па дури Значи, една Швајцарија го напушти со напуштаат. 200 И сега години видите, неутралноста. влегувањето во Финска во НАТО е најсилен показател за тоа што се случува, каква драматична прекретница се случува во меѓународните односи, што направи Русија. А ово што го кажува Горан, дали Русија ќе падне на колени или не, видите, знаеме од искуството дека земји под санкции, во тешкоти преживуваат. Но како преживуваат? Де факто можеме да влеземе и во темелна и во анализа на ова што се случува, но Русија после ова е дефинитивно послаба. Таа веќе ја нема проекцијата на суперсила, кога не може после 69-тиот ден од војната интервенција во Украина да освои еден украински поголем град. Внимавајте. Тие само Херсон го имаат завземено, се уште. Херсон е инаку една територија која што иако делува прилично голема е слабо населена и релативно лесна за освојување. 70 дена од војната они се уште немаат завземено ниту еден град. Што покажува тоа дека она приказна дека Русија е во топ 2, топ 3 најсилни армии во светот е всушност била една димна завеса, магла, позади неа се кријат очигледни слабости или можеби е прашање некакво пресметано прикажување слабост од руска страна со намера можеби за потоа да се излезе со вистинско оружје. Па јас верувам дека само да се земат фактите, дека досега има 8-9 високи руски генерали загинати на бојно поле. Вела 10, но не знам, не е потврдено. Не потврдено, нели, малце потешко во Дури имаше и дека лично генералот Герасимов бил ранет во Рубишно, но тоа не е докажано. Да, информација. 1000 оклопни возила, не знам 20.000 војници, човечка сила и така натаму. Вели дека Русија трпи пораз на терен, ако воопшто може да се нарече. Но јас пак би направил секогаш паралела кейс со кейс. Начинот на војување на Русија е многу специфичен. Тој многу се разликува од американските. За колатералната штета како термин не постои, меѓутоа постои прифатлива човечка загуба на жртви. Фронтално војување, користење на артилерија го направи своето. Јас би бил се уште предпазлив, бидејќи станува збор, повторам, за нуклеарна држава, колку таа навистина губи на терен. Не сум
Согласен сум со тоа дека пропагандата, форсирањето на моќта на руската армија сега се покажа можеби за мит, но барем од сликите што ги приметив, од известувањата се приметуваат чеченски војници, се приметуваат регрути, кои што можат исто така имат само ознака З, може да бидат од истокот на Украина. Јас до сега не приметив руски војни специјални сили. Приметив возила кои што не се од најновата генерација. Тоа беше едно од збунувачките моменти. Армата, најмодерниот тенк што Русија го поседува, еднаш или два пати се појави на сцена. Се користат тенкови кои што се, да не речам, ги прегазило времето од војна. Се може, претпоставам, се е до стратегијата за презентација на факти. Но она што е неспорен факт, што не верувам дека некој може да го оспори, е дека претпоставувам плановите за покорување на Украина не се одвиваат ни приближно на динамиката со која што се најаваше како за исклучително кратко време. Ќе се собори режимот во Киев, ќе дојде на преговорачка маса и така натаму, состојбите не се такви на терен. Претпоставувам, барем читајќи ги анализите на видните медиуми, дека битките се одвиваат многу споро на југоистокот, на југот и на истокот од Украина, не само од причина дека тоа се зони на влијание на Русија, меѓутоа и од неспорен факт дека населението кој што живее на тие територии веќе се ветерани во војување. Тие се активно 8 години нема. 2000 како му доаѓа 14-та година, така да многу доколку паднат источните и јужни делови на Украина, остатокот на Украина ја нема волјата за војување и го нема навикнато, нели, приватниот живот, ти да живееш под притисок од паѓање на гранати, тенкови да минуваат. Состојбите воопшто не се такви на северот од Украина, а воено и расположението за приврзаноста на украинците, каде ја гледаат својата лојалност, дали кон својата држава или можеби кон така наречените нови републики. Донецки и Лугански. Добро, тоа е специфично прашање со оглед на фактот дека тие две самопрогласени републики Донецк и Луганск веќе постојат 8 години, или тоа е секторот Донбас така наречен. Тоа население тамо, Украина е многу компликувана држава за луѓе што не се дел од тој свет, малку е тешко објасниво. Тамо има луѓе кои што се руси, меѓутоа имате луѓе кои што се украинци и украинци и по патриотизам и по сваќање, меѓутоа зборуваат на руски. Значи тоа е сосема еден друг вид на состојби, би рекол, например од овие, ако правиме паралела со поранешна Југославија. Па се согласувам, ама тоа не ги, барем во моето скромно разбирање на дворешните меѓународни релации, тие територии кои што не се под контрола на украинската држава не ги прави де факто дека се засебни републики или независни држави. Сепак постои комплициран процес на меѓународно признавање. Несакани последици имавме слични со Абхазија во 2008-та во Грузија. Така да, претпоставам се е составен дел на доктрината која што ја практикува владеачката гарнитура, конкретно во Русија, предводена од Владимир Путин. И па повторувам, ја би бил попредпазлив во дефинирањето дека Русија е покорена во тој конфликт и истовремено и би бил попредпазлив во смисла на пропагандата која што Кремљ ја форсира дека поседуваат исклучително современа армија која што може да нанесе штета во секој момент на сите НАТО држави, така на. Дури се очекуваше дека за 4 дена се ќе заврши. Можеби Горан, овдека е прашање за тебе, сега ти поставувам прашање како да си ти гостин, условно кажано, и гостин и водител и се во оваа емисија. Дали можеби според тебе, еве, Русија се излажа во проценката со Грузија помина лесно во 2008 година, тоа беше конфликт од една недела од прилика. Неколку други конфликти во кои што Русија се покажа, во Сирија успеа да наметне некоја своја политика во оние реони каде што ја помагаше на официјалната власт на Башар ал-Асад. Дали се излажаа во смисол прво на поддршката што ја имаат меѓу населението во Украина, а второ во реалната моќ што ја има Украина како држава. Да не забораваме, Украина во споредба со Русија е мала, ако ја видите на картата, меѓутоа Украина е најголемата земја во Европа. Има 40 и неколку милиони граѓани, има огромна територија и тоа е држава која што 8 години добивала страшно оружје од Западот, тоа е многу видливо на терен. Значи, Русија можеби очекуваше дека ќе се судри со релативно слаб противник, а се судри со една објективно и силна држава и силна армија и што е најбитно со армија и веројатно народ кој што сака да пружи отпор. Не би се согласил со една твоја теза дека
Украина добивала оружје, страшно оружје од Западот. Тоа што го гледаме, што може да го видиме на теренот, нели, формални, неформални извори на информации е дека украинските сили, например, користат орудија од типот на точка. Тоа е старо советско оружје, или игла, например, кое што е старо советско оружје. Ние, освен тие новите джавелини и неколку други шведски, британски джавелините се разбира, ракетни фрлачи, навистина не можам да видам дека има некакво современо модерно оружје за Украина, зборувам. Добро, сега зборуваме и за оние беспилотни летала кои што ги добива во големи количества Украина. Па добро, тука е, нели, Байрактар, турскиот, нели, дрон кој што беше користен во борбите во Ерменија и Азербејџан, кој што се покажа дека всушност кога се работи за сериозна армија, Русија сепак има сериозна армија за разлика од Ерменија, дека не е толку многу ефикасен. Не станува збор за 150-180 урнати дронови по турско производство. Но сепак тоа не ја менува сликата на теренот. Моќта на оружјето е важно, меѓутоа многу поважно според мене е тоа што се случувало во последниве 8 години. На почетокот и јас исто така мислев, да бидам искрен, дека Русија, нели, имала задача за 4, 5, 10 дена, нели, да ја покори Украина, иако тоа никогаш не беше кажано од страна на Русија, но ако земеме, ја споменавте претходно инвазијата на НАТО врз Југославија на времето, Србија, па ако сакате инвазијата на Америка во Ирак, Кувајт беше многу побрзо, ќе видите дека не е баш толку едноставна таа работа, да колкава војска и да имате, какво вооружение да имате, не можете да освоите држави кои што сепак се сериозни. Украина е сиромашна држава, воено, да речам, не многу толку способна во споредба со западни држави, тоа сепак е сериозна држава со сериозна воена традиција. Она што мене ми интересно како феномен е таа шаховска табла на која што се поставени руските и украинските позиции, со сите, нели, фигури на шаховската табла, а кои што не се поставени во февруари кога почна конфликтот. Се поставени многу порано. И за тука мене ми е чудно што Западот не интервенираше порано да обезбеди соодветно оружје и тренинг за украинската војска. А исто така ми е интересно што не успеа Западот велам, нели, Европската унија, НАТО и другите, Канада, Австралија, другите земји кои што се на страната, нели, на западните сојузници, не успеа да ги предвидат и да презема нешто против руските чекори. Вие вчера имате, например, информација дека Русија го зголемила извозот на газ кон Кина за 60%. Вчера информација исто имаше така дека над 68 милиарди евра направила Русија за првите 2 месеци од конфликтот од извоз на газ. И тоа е многу повеќе од истиот период лани. Знаете што се случува со рублјата, иако во земја која што има извозно ориентирана индустрија, скапата валута не е добра работа, меѓутоа кај Русија која што сега е комплетно блокирана, тоа е добра работа, заради тоа што ќе заработува повеќе од нафтата и гасот. Но да не должам многу за тоа што и ќе чини дека за 15 секунди ќе ми исклучи овој дел, ќе продолжиме понатаму. Проблемот јас во тоа што го гледам е дека некој на шаховската табла не беше добро подготвен за војната во Украина, подоцна ќе зборуваме, ако сакате поконкретно, кој беше тој што сгреши. Да. Овдека Горан ќе се вклучи повторно, се разбира. Добра насока даде, мислам, Горан. Кина во целата ситуација се постави, најпрво им беше несигурна целата работа. Дури Америка изврши притисок врз Кина да застане на страната, условно кажано, на Западот против Русија. Кина беше ни вамо, ни тамо. Сега веќе полека се јасни контурите дека Кина нема намера да отстапи од пријателството со Русија, од соработката. Напротив, тие го купуваат рускиот газ се повеќе и повеќе силата на Сибир, така се нарекува тој гасовод кој што оди кон Кина, се зголемува секој ден. Дали можеби Русија се уште купува време, во смисол на се уште не го употребува целиот свој воен капацитет, кој што дефинитивно ќе сега му се враќам, меѓутоа се разбира и за тебе, Александар, не го користи целиот свој капацитет во намера да купи колку што може време за се уште колку толку да соработува на економски план со Западот, додека не ги префрли сите своји ресурси кон Истокот, кон Кина, кон Индија и така натаму. Затоа што да не заборавиме,
во овие 3 месеци од ова година или 4, Русија има продадено 2 пати повеќе енергенси него отколку што има минатата година. Во ситуација кога е целосно ставена под санкција од Запад. Да, многу скоп, многу рипна во не сум енергетски експерт, но она што го читам како објаснување за зголемените приходи на Русија, тоа поради огромно зголемената цена на гасот. Пред се и поради војната Украина, но и пред тоа, и едноставно се погодува таков момент. Знаеме дека испораката за гасот и за Европа исто така воопшто не е прекината. Таа тече тоа преку гасова преку Украина, така да тие зголемени приходи се за тоа и мислам дека таа е причината, не би навлегувал премногу во тие калкулации. Сакам само малку да кажам за ова. Ја не верам дека Русија нешто калкулира тука, дека сака да го направи ова и она. Јасни беа нивните цели кога влезе во Украина. Значи, првата фаза не ја постигна, сега оди на втора фаза. Она што го кажуваме, да внимаваме дека Русија е поразена. Русија навистина далеко од тоа дека е поразена, не може да кажеш. Ние можеме да кажеме дека не ги остварува своите цели, дека, ајде да речеме спортски, првата рунда ја изгуби. Но Русија и тие, еве, нека се и 20.000 војници. Сега Русија вели дека се 1.500, украинците велат 20.000, НАТО проценки се некои меѓу 10 и 15 беа пред 10 на дена, сега не знам кои се новите. Може да ги надомести, не е проблем. Значи и тие 1000 тенка може да ги надомести, иако тука е малку дискутабилно, ќе кажам зошто. Јас цело време, од почетокот на руската инвазија на Украина, цело време кога зборуваа за тие 150.000 војници на граница, воените експерти, па и западните генерали кои излегуваа и зборуваа дека тоа е навистина малце за инвазија на Украина, не им беше јасно баш што сака да постигне Русија, кои им беа целите. Цело време очекувам масовна мобилизација во Русија и сега последните анализи што ги читаме дека тоа може да се направи после 9 мај. После парадата, кога Русија би прогласила една дали војна или војна состојба, кога би извршила, бидејќи со овие сили Русија не може многу да мрдне, да маневрира. Инаку сакам само да појаснам за оно што го кажавме пред малку за тенковите армата, за руското војно оружје. Русија во Украина влезе со најдобрите и најнапредните тенкови кои ги има во моментот. Тоа се Т-90, Т-80, Т-72 апгрейдирани на највисоко можно ниво во тој момент што ја има Русија, Руската Федерација. Голем дел од тие апгрейдирани возила изгубија. Сега воведува во употреба резерви на тенкови кои не се апгрейдирани на тоа ниво, кои се доста технолошки позастарени. Инаку арматата не ја видовме од едноставна причина дека нема армати. Значи Русија, тоа е дел од оние митови кои се градат во последните 10 години со тие пропаганди за војната мок на Русија, па често време ги читавме оние наслови. Видите, најновиот руски тенк 100 пати подобар од Абрамс, од Челенџер, од ова, од она. Армата е одличен тенк, да се разбереме. И според западните експерти, веројатно еден од најдобрите тенкови во моментов. Или за Су-57, најновиот руски ловец. Но што се случува во реалност? Во реалност се случува дека руската армија има нарачка од 150 армати, тенкови. Бидејќи армата е вооружена платформа која не се користи, тоа е вооружена платформа која се користи за оклопен транспортер, за борбено пешадиско возило и за тенк. Модуларна платформа, одлична, пак ќе кажам. Мислам дека можеби единствен автентичен руски производ после распадот на Советскиот сојуз, кој е навистина нов, другото се апгрейди, и сега хиперсоничните ракети, тоа е ново, да речеме, како технологија. Но руската армија порачна само 150 поради финансиски причини, скап е производ. А Русија има дека тие 150 не сме да ги изгуби во оваа војна. А Русија има 10.000 тенк, од кои голем дел се апгрейдирани на доста ново, пристојно ниво. И сега руската армија навистина направила проценка дека у моментов не им треба тие или многу се скапи и така натаму. Исто е со Су-57. Значи, тој авион е се уште во експериментална употреба, иако американците имаат авион од петата генерација веќе 20 години во оперативна употреба, Су-57 така исто е нарачан во некои символични количини кои најчесто се користат за оние војни паради за 9 мај. За тоа ние тоа оружје не го гледам. Русите војуваат со оно што го има, тоа е најдобро оружје. И сега е проблем што голем дел од тоа најдобро оружје они го изгубија. Оно што го кажуваш за голем дел од оно што го гледаме се навистина регрути, и тоа ги зачуди сите, бидејќи мислеа дека Русија ќе настапи со професионални војни единици,
Но тие првичниот напад, речеме, нападот на аеродромот кај Киев, Хостомел ли беше? Да. Хостомел. Го направија елитните падобрански единици. Во Мариупол војуваат и елитни специјални единици, меѓу кои спецназ е таму. Во Нуклеарните централи се завземени со еден од тие големи загуби кои они ги претрпеа, тие 10 генерали кои сите не се потврдени, но еве овие се потврдени со слики, дел од нив добија и поскомни одликувања во Русија. Значи, заменик командант на 8-та армија генерал мајор Владимир Петрович Фроло. Заменик командант на 41-та комбинирана армија Централниот воен округ Адреј Суховецки. Генерал мајор Витали Герасимов. Генерал подполковник Јаков Резнацев. Вчера е ова што го спомнавме во Изум, напад на команден центар во кој се според Украина убиени 200 војници и генерал мајор Андреј Симонов тврда дека е ранет Валери Герасимов, не е потврдено дали е ранет. И полковник Сергеј Сухарев, командант на елитната 331 гардиска падобранска бригада, кој поскомно доби орден на Руската Федерација за храброст. Според едно истражување на BBC, само од сликите кои ги наоѓале на социјалните мрежи, кои се достапни, они идентификувале 39 убиени припадници на оваа елитна гардиска падобранска бригада во Украина. Само до ние што ги наоѓале, што ги објавувале самите руски граѓани, цивили и така натаму. И овие што изгледа по телеграми и така натаму. Да, значи се работи за неверојатни загуби. Кога зборуваме за генерали, значи немаме таков пример во поновата историја. Ја прочитав податок, не знам дали е точен, не го проверив. Вели Русија во Втората светска војна не изгубила толку генерали. А да не забораваме, Горан ги спомна американците. Видите, американците 91 донесоа милион војници на друг континент. Знаете каков логистички потват е тоа кога ја направија првата инвазија на Ирак. 93-та ли беше втората инвазија или? Да. Не, 2003-та. Првата пустинска. 2003-та уште една инвазија, мислам таа со помалку 400-500 војници. Со не знам 400-500 го нападна Авганистан. Американците имаат таму нешто загуби како 30 војници, 40 војници во тие напади. Да, траеше исто околу месец дена може за вземањето на целата територија, но толку, тоа е. Значи немаше 10 убиени генерали. Ова е катастрофа од невидени размери за една армија која се нарекува современа. И пазите како ги губат генералите, барем според информациите кои се реферуваат ако се точни, поради небезведна комуникација, многу просто. Им ги пресретнуваат повиците, нормално дека тоа не го прави Украина. Тоа треба, мислам, јасно е дека не го прави тоа Украина, дека информациите ги добиваат најверојатно од американците, тоа е сигурно, и они само ги лоцираат и ги гаѓаат. Неверојатно е дека русите има толку небезбедна комуникација да може толку лесно да ги лоцираат и да им убиваат генерали на терен. Да. Добро, само ова уште да кажам. Американците изгубија еден генерал, треба да се каже, во Авганистан, кој беше убиен од афганистански војник. Добро, ама тоа траеше декада. Добро, да, но беше убиен од афганистански војник, не во борба, туку беше убиен во база. Апсолутно. Да, сега да бидеме реални, вела дека во војна прва гине вистината, значи овие информации се разбира се повикува сеат на извори. Да. Нормално руската страна не ги потврдува, украинската тврди и така натаму, меѓутоа делумно да е точно, повторно ќе се согласам дека е катастрофа за руската армија ако навистина има такви загуби кога зборуваме за специјални единици, кога зборуваме за високи офицери. И сега прашањето е, јасно е дека американската подршка е голема, вакси се појавија неколку пати и на Црното море и на повеќе локации. Меѓутоа и постојано се зборува дека руската армија има проблем со комуникација, дека има проблем, дури имаше некакви дебати дека дури цели единици меѓу себе не комуницирале доволно како што треба, дури цели баталјони влегувале во исти правци без да знаат кој е точно одговорен и така натаму. Меѓутоа потоа се појави генерал Дворников, тој е оној што беше на мисија во Сирија и сега вела дека ја менува целата стратегија на војната. Јас би напоменал дека многу луѓе и голем дел од светската јавност во светот заборава дека Украина е огромна држава.
За времето на Советскиот сојуз и за времето на Втората светска војна Украина можеби има дури и повеќе цивилни жртви, многу допринела во победата над фашизмот, иако сите се представени дека нели под капата на СССР, меѓутоа тоа е таа европска држава. И најсилен партизански пократ после Југославија. Апсолутно се согласам. Така да големината на украинскиот народ и отпорноста кон агресија со целото должност не може да се поистовети со она на државите од Блискиот исток, кои што ниту по димензија, ниту по воен капацитет, ниту по искуство се соочиле со 1, 2, 3, 4 окупации од далеко надмоќен непријател. Мојата поинта дополнително иде во правец на тоа дека загубите се огромни, но истовремено се забораваат операцијата за Крим, која што траеше во прашање неколку часа без ниту еден изгубен. Без загинати, да. Огромни војни бази, голем удар за Украина, војна голем удар во тој период и за партнерството на мир и за Западот. Морам да напоменам дека активирањето на руската војна база во Сирија го смени текот на целата војна во Сирија. Да, Александар, го разбирам тој. Сега од тоа го влечам прашањето. Значи, кога една држава покажува такви резултати пред само неколку години, значи Крим беше во 2014 година, во кризата во Сирија беше до пред некоја година, сега нагло на своја територија, практично условно кажано на своја територија, во своето непосредно соседство, во држава во која што поради советското искуство ги знаат сите бази, ги знаат сите на карта веројатно се сноѓаат подобро од самите украинци, да имаат загуби и да немаат резултати што би ги очекувале. Навистина многу чудно. Украина, повторам, не е некоја држава од Блискиот исток, тоа се луѓе кои што се искусни во војувањето со големо педигри и реноме и во нивните војни школи, партнерството за мир, блискоста до Западот и до НАТО дополнително помага за да се издржи тој притисок и таа агресија. Да, долго трае, со огромни жртви, за жал поголеми од страна на силата која што го одбранува, но мојата максима е дека ниту една армија не може да порази народ. И тоа се докажало низ историјата, тоа се докажало дека и со партизанска битка на поранешна територија на Југославија, меѓу кои Македонија, сме успеале да се ослободиме далеко надмоќни непријателја. Претпоставам нешто слично веќе се одвива во руско-украинскиот конфликт на украинска територија. Горан, те молам за краток коментар, затоа што ќе мора да име реклами. Да, добра забелешка на Србиновски, ми се допадна, ниедна армија не може да покори народ. Овде е проблемот што и ако забележувате и во информациите што ги добивам, иако прилично се лимитирани да речем од руски извори, постојано се зборува за руската армија и за армиите на двете, нели, така наречени републики во Украина. Постојано се инсистира на тоа токму за да се потенцира дека и во Украина всушност дел од народот, веројатно 12-13 милиони луѓе од тие 44-5 државјани на Украина се руси. И тука всушност доаѓа до таа забуна кој со кого всушност војува во Украина. Добро забележи и ти, Драган, на почетокот. Комплицирани се работите. Знаеме дека во Украина има 3 цркви. Една е блиска со Руската православна црква, другата е на друга страна, третата е... Значи, комплицирана ситуација. Но јас повторно ќе се навратам, ако ми дозволите, на тоа што значи единство меѓу западните сојузници, и се тука малце таа поширока категорија на држави, да не заборавиме Турција. Прашањето ми е мене, до каде е подготвена да оди западната алијанса? Зборувам пред се за НАТО, се разбира. За Русија се гледа дека е подготвена да оди до крај, барем така изгледа на терен. Јасно е дека војната во Украина нема да заврши за месец, два, три, ќе трае долго. И повторно велам, до каде се подготвени додат Америка, Германија, Франција, Турција. Споменав Турција преска. Турција имаше пред 5-6 години еден сериозен проблем со Русија, ги заладија максимално односите, но кога милионите руси запреа додат во Турција номер, ова е банален пример, но практично покажува како функционира светот во 21 век. Кога Ердоган свати дека губи милиарди евра од руските туристи во турските одморалишта, тој отиде во Москва, се сретна со Путин и се договорија и од тогаш стана најдобри другари. Само малку банализирам, меѓутоа суштината е таква. Ние не знаеме како ќе функционираат граѓаните на Франција, на Германија, кога
знаете колку отиде цената на кубик газ, $1,700, 6-7 пати повеќе од пред 2 години. Значи, тоа се пари кои што ги Русија со помало количество на извезени газ и нафта сега заработува повеќе од порано. Доколку западните сојузници не решат веднаш да ги наметнат апсолутните санкции и за газ и нафта, Русија е таа која што победува. Војната не може да ја добие сиромашна држава, на збора на долги патеки. Русија во моментов не личи дека ќе биде наскоро сиромашна држава, заради тоа што споменавме претходно, во првите 2 месеци заработиле повеќе од првите 2 месеци лани. Да не зборувам на годишно ниво, станува збор за 350-370 милиарди евра со кои што Русија може да ја финансира војната во Украина. А од друга страна, повторно ќе речам, јас не ги обвинувам, дури се лутам кога денеска во Скопје беше министерот за надворешни работи на Литванија, Чинам, кој што вели дека единствено решение за војната во Украина е војна победа на терен. Да, во ред, политички кажано е така, меѓутоа тоа значи дека вие не оставате простор за некаква мировна иницијатива. Вие оставате простор да гинат илјадници луѓе, милиони да бидат раселени, и тука малку таа риторика не ја разбирам. Еден ден ќе мора да седнат да разговараат Бајден и Путин или кој да биде на нивно место за 3-4-5 години. Зошто не се остава простор и зошто запреа сите тие мировни иницијативи? Нели знаеме дека во Турција имаше некакви комуникации за преговори, директно преговара руските и украинските сили. Целата ова ситуација ми е нејасна. Дури се сомневам дека во позадина на целата ова игра некој дебело заработува додека невини луѓе во Украина гинат и невини луѓе ги напуштаат своите домови. Да. Овдека се согласувам со Горан дека ова е веројатно клучното прашање во целата криза, меѓутоа мора да направиме кратка пауза за реклами. Вечер има исклучително важен и интересен разговор со колегите Александар Срвиновски и Сеат Ризвановиќ. Се враќаме по рекламите. Се враќаме назад во студиото. Ова е исклучително интересна и пак ќе речам исклучително важна емисија со колегите Александар Србиновски и Сеат Ризвановиќ и со Горан Миновски, се разбира, кој што во оваа прилика се јавува преку апликацијата Zoom. Горан го заврши првиот дел практично со прашањето кој колку може да издржи во целава приказна. Русија не покажува знаци на колебливост во смисол на тоа дека може благотарно да тера оваа војна. Денеска се појавија информации барем на телеграм каналите и тоа од украински извори дека според пресретнати разговори на руското разузнавање дека војната би требало да трае најмалку до септември, што вака ако земеме предвид со некои големи војни не изгледа многу, меѓутоа до септември имаме уште 4-5 месеци во кои што страшно многу работи можат да се случат. Дали светот, односно дали западниот свет може да го продолжи темпото, едното прашање. Второто прашање, можеби ти на почетокот рече дека не веруваш, или може Александар говори што не сум сигурен дека оваа војна ќе се прошири, меѓутоа факт е дека во Приднестровје, на територијата на Молдавија, каде што се наоѓа тој руски мировен корпус и која што е практично одцепена територија од Молдавија, има страшни тензии, неколку држави веќе побараа по принципот на Украина да се напуштат овие територии, затоа што постои можност за ескалација и особено поради фактот дека веќе имаше неколку напади, нешто што секако загрижува, особено што излегуваат и информации дека од молдавска страна, денеска тоа беше како информација, заборив да го кажам, официјално соопштение од молдавската држава дека би дозволен на своја територија да влезат странски трупи, да го одржуваат мирот и да ги се грижат за границите. Ова е нов момент, не знам колку е следено тоа не го видов ни јас, да. Меѓутоа тоа веројатно асоцира на Романија со која што Молдавија има исклучително блиски врски, дури и тие се сметаат за барем во нивното меѓусебно разбирање за многу слични народи. Драган, сега во оваа фаза таа опасност од ескалација на конфликтот, од негово проширување е секојаш опасна и актуелна, но спред она што се случува на теренот, јас не верувам премногу во таа
таа опасност од единствена логика што доколку руската војна операција одеше така како што планирале, веројатно, што и да планирале, не знам, веројатно дека таа опасност ќе беше многу поголема. Сега едноставно Русија нема во овој момент, сега зборувам, нема капацитет конвенционално да загрози некоја друга земја која е членка на НАТО, да речем. Има повторно Грузија, Добро, па но еве и за Молдавија не е во Молдавија, НАТО. да речеме, да, знам. Но за овие членки на НАТО едноставно нема капацитети за тоа Москва да го направи, тоа е јасно, бидејќи се уште се заглавени во Украина, треба да ја изменаџираат Украина, па потоа да видиме. Сега не зборуваме за нуклеарен конфликт, тоа е нешто сосема друго, тоа е сосема друга димензија, ниту па НАТО има капацитети да ја нападне Русија, бидејќи Русија е нуклеарна сила, а според руската доктрина таа ќе употреби нуклеарно оружје за возвраќање од евентуален непријател. Значи во таа ситуација смее да го употреби според соствената војна доктрина, така да не верувам во однос на Молдавија, таму Русија веќе има трупи. Оно што го читав јас од некои анализи кои ми личат на логични, е дека тие неколку инциденти во Приднестровје се предизвикани, дали од Русија, дали не, за тамо да се изврши на мобилизација на население, и извршена е мобилизација, кои се испратени да војуваат во Украина. Исто така и дел од руските воени единици кои биле стационирани таму се испратени да војуваат во Украина. Пред се поради ова што го зборуваме, поради состојбата на теренот, така да повеќе така би го гледал. Ја имаме таа една изјава на еден руски генерал кој што кажа дека целта на руската војна операција е да се спои тој цел појас на југот на Украина со се Одеса, за да се спои со Приднестровје, доколку втората фаза сега на руската војна операција тргне како што планираат, тоа не е далеко од реалноста да се случи, бидејќи доколку го освоја целиот југ на Украина, тоа навистина ќе се спрои. Тогаш би оцекле целосно Украина од Црното море. Да, но видите, не верувам ни дека Путин би одел понатаму. Видите, и оправдувањата негови за оваа војна операција што ги прави, и он е свесен дека оди по една тенка линија. Свесен и он, мислам, не е он некој човек кој е изведен, кој што сака да го представат. Тој едноставно сега игра една тешка игра, да, тешка игра. Јасно му е што игра. Тоа е еден геополитички глобален конфликт кој за жал се прекршува на грбот на Украина и на украинците. Тие се најголеми жртви во ова. И затоа не верувам дека тоа би се проширило вон границите на Украина. Но да, кој знае. Се е можно. Овдека во вториот дел би сакал, Александар, да те прашам тебе нешто друго, бидејќи ме завлече за збора сеат. Руската причина за војната беше денацификација и демилитаризација. Русија инсистира дека има работа со неонацисти и со националисти, така ги нарекуваат. Националистичкиот режим во Киев помогнат од нацистите. Факт е дека постои Азов, факт е дека постои Ајдар, десен сектор и така натаму. Факт е дека мејнстрим медиумите на Западот Самуил Тазов го нарекуваа неонацистичка организација, а потоа го сменија вокабуларот, па сега ги нарекуваат малку националисти, малку патриоти. Колку е реалната сила, според тебе, еве, на тој ултрадесен, екстремно десен дел од војската и граѓанството, можеби во Украина, за реално да зборуваме за судир на Русија со нацисти или неонацисти? Секој воен конфликт во суштина репродуцира контрареакција, репродуцира крајни десничари буквално секаде во светот. Да бараш оправдување дека нацисти функционираат во 2022 година е во ред, во смисла на идеологија десни политички партии, организирани криминални групи поддржани од разноразни центри. Меѓутоа, ништо не оправдува воена агресија врз независна држава. Во најмала рака, дури да се дефинирани поради меѓународното право и како специјална операција. Тоа е мојот личен став. Предпоставам тоа е ставот и на целото модерно човештво и меѓународна заедница. Проблем е што, пак повторувам, кој да се даде оправдување, предпоставам никогаш нема ни да ги доживееме судењата во Хаг во смисла за воени злосторства, иако дури Грузија ја доби Русија во Хаг, како нели да не правам паралели со други некои овдешни примери, па на крајот ништо во 2015 во парламентот во Русија се изгласа закон кој што едноставно
се амнестира од воени злосторства на нивни Тоа го прават големите сили, тука така завршува целата приказа, ти не ги ни признаваат. Точно. Горан, бидејќи полека доаѓаме до крајот на емисијата, не може да заборавиме Кина, ќе побарам коментар, се разбира и од колегите тука. Кина, велиме дека во оваа криза застанува прилично црсто зад Русија, иако номинално зборува за изнаоѓање нели мирни решенија и така натаму. Во исто време Кина се обидува можеби да го префрли вниманието на САД кон Пацификот, конкретно кон областа околу островот Тајван. Во овој момент се нели актуелни и оние војни вежби на кинеската морнарица. Во исто време Тајван повторно почува да добива големо количество на оружје од САД. Самиот судир на релација САД-Кина е се поинтензивен, иако се уште е во доменот на економија и политика, се разбира далеку од воен, меѓутоа е вака еден став околу можното не прелевање, туку додавање на нова енергија во кризата тамо на далечниот исток. Драган, не е само Кина со Тајван, Индија со Кашмир, Австралија со Соломонските острови, чинам, Јапонија со Курилските острови, кои што се по Втората светска војна на Русија. Претходно ја споменав Турција и незиниот интерес да ја запре таа лоша кампања пред 4-5 години со Русија заради милиардите евро од руските туристи. Слично е и слични интереси, да речам, не се слични по комерцијалната основа, меѓутоа логиката, националните интереси на Кина налагаат дека најдобар момент за некаква инвазија на Тајван е кога? Кога западните сојузници ќе бидат зафатени со некој друг конфликт, кој што сега се случува во Украина. Се зборам по некаква логика, ние немаме информации. Да не зборувам понатаму за земјите од БРИКС, Бразил како ќе се постави. Пакистан претходно знаете дека имаше сериозни превирања таму. Ибран Кан го симна, да. Премиерот падна. Значи Русија успеа во една работа, а тоа е да го анимира практично целиот свет и да го подели на некој начин на два. Овие земји што ги споменав сега, Кина, Индија, Пакистан, заедно со Русија, Бразил, имаат извонредно, па да речам и африканските земји кои што си имаат своји интереси заради сериозното влијание на Кина и Русија во Африка. Накумина знаат дека африканскиот континент десетина години е под сериозна финансиска предсе инвазија на руски и кинески капитал. Имате ситуација во Мали, каде што Франција беше практично избркана, каде што имате 500 специјални сили на приватна руска безбедносна агенција. Зборуваме за Вагнер, да. Да, значи станува збор за еден општ хаос на целата земјина топка и повторно ќе речам уште еднашка, јас не гледам дека западните сојузници имаат конкретен план како да го надминат овој проблем кој што, да, епицентарот е сега во Украина, меѓутоа ние во моментов имаме целосна дестабилизација на земјината топка. Прашањето е за крај, да не должам многу, треба да завршуваме, е дали некој размислува за нова Јалта. Значи, тоа е местото на Крим, каде што бил паднал конечниот договор помеѓу Черчил, нели, американскиот председател тогашен, и Сталин за крај на Втората светска војна и поделба на интересите сфери. Дефинитивно ќе мора да има Јалта, нова Јалта, освен ако Украина не успее во наредните 2-3-5 месеци, нели, што рече ти до септември, ако заврши војната, со помош на западните сојузници, да ја победи Русија, да избрка, и тогаш можеби би останало некако како сега што се случува во светот, да се знае кој кажува како ќе течат глобалните трендови. За жал, ми се чини дека нема да се врати времето, ми се чини дека влегуваме во нова фаза, каде што ќе мора да има некаков нов глобален договор. Да не должам многу, знаеме дека Кина е веќе најголема светска економија, има премногу работи кои што ќе мора да се стават на таа шаховска маса и да видиме на крајот дали ќе биде ситуацијата пат или можеби некој ќе даде шахмат. Се надевам дека ќе има разбирање меѓу сите сили, сите лидери во светот, па дури и кај Путин, кој што да не заборавиме е човек кој што најверојатно е тешко болен, има некаков канцер, тоа се последните информации, и кој што во исто време има 50, можеби 60 милиарди евра на
своето конто и на контото на неговите најблиски луѓе. Значи, тука сепак се работи за човек кој што е обезбеден. Путин нема ништо да изгуби доколку ја тера војната со години. Се дека има поддршка од 65-70% во Русија, се плашам дека нема толку лесно да заврши војната во Украина, која што да споменам само уште една работа, септември е рокот кој што му одговара на Западот да заврши војната, затоа што во септември почнува грејната сезона, колку и да звучи банално. Во првиот момент, кога луѓето во Франција и матовски централи, во земјите кои што се зависни апсолутно од рускиот газ, се студени радиаторите, тоа ќе предизвика нови политички турбуленции. Есеноско има неколку избори во повеќе западни европски држави. Доколку дојде ситуација да нема газ, да нема грејење, да нема зејтин, претходно споменавме, тоа ќе има сериозни реперкусии на глобалната, зборам сега за континенталната, нели, за европската пред се политичка сцена, каде што никој не може да ги предвиди последиците. Нека биде за сега толку од мене. Ти благодарам. Горан, истече времето за емисијата пред неколку минути, меѓутоа поради интересирањето на јавноста би рекол и бидејќи навистина темите се многу важни, ќе останеме уште малку. Сеат, може ли сад, бидејќи јасно кажуваат и од Пентагон, и од ЦИА, ако сакаме, и од Белата куќа, дека вистинскиот противник е Кина. Не е Русија во овој момент, туку е Кина. Може ли сад да го одржи безбедносниот, политичкиот, економскиот систем на кој што е навикнат целиот овој свет во последниве 80 години, целата светска година навамо да го одржи ваков како што е, или во судирот со Кина ќе мора да прифати некакви промени? Драган, тоа е многу специфична улога на односот помеѓу Западот и Кина. Ова што ти го кажа, навистина сега економски не можеме да ги споредуваме. Русија е нуклеарна сила, до сега се сметаше за многу силна и воена сила, но сепак Русија има еден GDP на ниво на Италија или на Шпанија. Кина е нешто друго. Кина е нешто друго. Кина е навистина една огромна економска сила, економски джин, но исто така ако видите, главни економски партнери на Кина е сепак Западот, не е Русија. Тие сега го купуваат рускиот газ, имаат нормално трговска размена со Русија, но главните економски партнери на Кина се Европската унија и Соединетите американски држави. Дали во поглед на трговска размена, дали во поглед на странските инвестиции кои се во Кина, целиот тој тамо технолошки појас во Кина која започна таа економска преродба е почната од американските технолошки компании кои таму почна. На самиот почеток на руската инвазија на Украина се појави една информација која не помина толку забележана, но е многу интересна. Две големи кинески државни банки веднаш го стопираа финансирањето на купување на руски суровини. Тие не се придружија директно кон западните санкции кон Русија, но тоа го направија прилично тивко. Иако за волја на вистината, мора да се каже дека во Кина, барем она што го читам од анализи, дека државната пропаганда многу силно ја поддржува руската страна. Се користат, да речеси, идентична терминологија се користи во медиумите во Кина, како и во Русија, да. Сосема, но кинеската позиција во поглед на она што се прави е доста воздржана, може да се види. Да, вели, ние сме во еден неограничен сојуз во Русија, таква е терминологијата, но она што го прави е воздржаност, тоа го направи кога ги повика Русија да ги признаат Донецк и Луганск, тоа директно го одбија. Да речеме, кинескиот амбасадор во Украина се сретна со украинскиот министар за надворешни работи. Со Кулеба, да. Со Кулеба, и тој кажа на Украина не и треба оружје и треба хуманитарна помош. Но самото тоа што тие ги одржуваат тие дипломатски контакти на толку високо ниво и со Украина, укажува на таа една специфична кинеска улога во оваа приказна. Инаку, ако гледаме кој станува посилен на крајот, нели, она што го зборуваме како ауткомот од оваа војна, според мене, освен Соединетите американски држави, кои ги остваруваат своите интереси економски и воени, значи 30.000 американски војници дојдоа во Европа од почетокот на и целиот западен свет купува американско оружје, тоа е објективно. Тие пари кои НАТО сега ќе ги подигне во војните буџети, се знаат че во оружје ќе купат. Значи 90% ќе биде американско, другото може би нешто француско и германско. Нема друго оружје да купите едноставно на пазарот. Друга земја која ја засилува својата позиција, тоа е Кина, тоа е дефинитивно. Тие што се вика мудро молчат
и работат на случајот, но дефинитивно сега кога тие не се во фокусот, тие ја користат оваа состојба и мислам дека мудро ја користат и дека ја засилуваат својата позиција, бидејќи видите, после ова Русија ќе биде многу повеќе зависна од Кина. Нека веруваат дека Русија практично ќе стане еден вид второстепена вазална држава на Кина. Тоа е најагресивниот ја користат она дека веќе нема Русија да биде големиот брат, туку Кина ќе биде големиот брат после ова. Па не знам ја дали баш ќе биде така, но нивната зависност ќе биде дефинитивно многу поголема и од Кина и од Русија. Бидејќи видите само што ова сакам да кажам, кога зборуваме за Русија, во овој европски дел, да речеме, живеат мнозинството руси. Да. Кога зборуваме за руси, како етничка група. Во оној азијски дел кој е најголем, впрочем, русите се застапени со 20%. Сето друго тоа се, бидејќи таму не знаат луѓе, има илјадници етнички групи. Точно. Да. Мислам дека во Сибир... И тие се Сибир... азиски групи, токму така. Азиски групи, мислам дека во Сибир живеат... Не живеат... смеме да кажеме жолти луѓе, меѓутоа тоа е тоа отприлика, тоа се тие народи... Да. Во Сибир мислам дека се населени околу милион кинези, мислам легално работат таму бизниси. И видите, Кина е земја која има колку 2 милиарди има сега, не знам последно колку милиарди и 400 милиони беше последно, тоа меѓутоа доволно. Во ред. И на Кина, ако видите, што и фали на Кина за да стане навистина глобална суперсила, и фали територија. А јасно е каде е таа територија. Погледнете ја картата и секи ви биде јасно. Така. И уште едно прашање, Александар, бидејќи тотално го потрошивме времето, Балканското буре барут во оваа ситуација чека искрен, намерно ставив една така полупоетска мисла како наслов. Гледаме што се случува на Балканот, нервози во Босна и Херцеговина, нервози Косово, Србија, Црна Гора со превар на власти и така натаму. Бугарија денеска беше обвинета или вчера, ако не се лажам, до Дојче Веле дека игра некаква игра како руски пиун во НАТО и во ЕУ. Може да се случиме, сега во сублимирано колку што можете, и на Балканот со некакви посериозни тревења или сепак се ќе остане во рамките на политика и ништо повеќе така? Јас акцентот на можните ризици на Балканот, поsto овие случувања, за време на овие случувања во Украина, би ги пренел во форма на зголемување на наративот на организираниот криминал, корупција, што во сама суштина може да се направи и истото представува адекватна иста закона за секоја држава, додека имате развиени криминални мрежи, деструктивни кои што функционираат на овој или на оној канал, преку шверц на луѓе, шверц на оружје, сите можни дупки во системот кои што може да се искориста за да се isprofitира од овие несакани состојби, тоа е еден момент. Втор момент, да, но благодарејќи на НАТО, од кој што ние сме составен дел и благодарејќи на мнозинството на држави во регионот, претпоставувам дека имаме, не треба да стравуваме од некои воени конфликти, но кризни состојби ќе постојат се до оној момент додека не се надмине на веќе започнатиот диалог помеѓу Србија и соседно Косово и со тоа автоматски ќе се пацифизираат и состојбите во Босна и Херцеговина и идентитетот на Република Српска, кој што се исто така се обидува да isprofitira од некои си немили процеси кои што се одвиваат на север од нашите граници. Верувам дека Македонија е безбедна и таа ќе продолжи да биде безбедна, немаме никаков момент за стравување. Дополнителен гарант за нашата безбедност е и огромна воена вежба која што се одвива во нашата држава, каде што на територијата на Македонија пристигнуваат, мислам дека се 8.000 британски војници, норвешки војници, шведски војници. Нашиот најголем стратешки безбедносен пријател е САД, кој што е тука, така да што се однесува до Бугарија, за волја на вистината тие имаат поголем проблем од остатокот од Балканот. Почнувајќи од фактот дека нивниот шеф на држава е всушност воен пилот и генерал кој што си има симпатии кон Русија. Постојат дури на Црното море, во близина, мислам, на Варна, ако не се лажам, огромни територии откупени од градот Москва, кој што практично, иако се на самото крајбреже, на видлива граница од одредени стратешки моменти и така натаму и така натаму. Најголемата штета од руското влијание само ќе се види по моје скромно размислување во внатрешните граници на Бугарија, меѓутоа и Бугарија е членка на НАТО, така да
И така да верувам и сами од Вашингтон на воедно и Брисел веќе на големо размислуваат како да ги превенираат идните можни несакани прелевања на овој конфликт, а во тоа верувам дополнително како заклучна поента многу ќе помогне и стратешкиот концепт на НАТО кој што е веќе на сила, кој што доколку се прочита ќе се види дека веќе подолг период алијансата ги детерминира и Москва, а воедно и Пекин како главни можни центри или ризици за дестабилизација на светот. Така да верувам дека Западот, откај што ние сме составен дел, веќе има разработено механизми кои што само ќе се стават во пракса за да не се прошири надвор од границите на НАТО овие несакани состојби во Украина. Да. Александар, сега ти ви благодарам за вечерашното гостување. Ще надам ќе имаме и повторно прилика и на оваа и можеби на други фреквенции. Нагоре исто така му благодарам дека се исклучи од апликацијата Zoom. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Верувам дека не зажаливте што останавте до полноќе, 2 минути до полноќе, за да гледате оваа наистина интересна вечерна емисија. Утре во 15 часот е признато издание, а јас ви закажувам нова средба утре вечер во живо во 22:30. Имајте пријатна ноќ.